Добар ден, почитувани гледачи. Најдоброто освежување од летните горештини секако е водата. Како што велат од Маја па Праква, ова лето вода ќе има. Нема да има рестрикции. Добар ден, му посакувам на директорот на ова јавно предпријатие, Владимир Алексиовски. Добре дојдовте во емисијата Лупа и во телевизијата ВМ. Добре ви најдов, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи и наши корисници. Да не стравуваат охриѓани, нема да има рестрикции летово за вода. Вода има доволно. Да, вода има доволно, со мал исклучок на водоводниот систем во Долно Лакочере, кај што при крај сме со завршување на и тој проблем, на санирање на тој проблем, така да со сигурност вода има. А квалитетот каков е на водата? Квалитетот е како и секогаш одличен. Сега неодамна имавме, значи, можеме тука да направиме на сепарација на водата за пиење и водата за капење, затоа што ние всушност сме за среќа се наоѓаме град кој што се наоѓа на убавото Охридско езеро и секојдневно во овој летен период се испитува каков е квалитетот на водата и неодамна беше актуелно дека токму квалитетот на водата кај реката Грашница не соодветствува на оние параметри кои што се потребни за вршење на капалишни активности. Каква е состојбата денес? Знам од контактите со Центарот за јавно здравје дека подобрена е состојбата, дека веќе таа забрана која што беше поставена може и да се укини, но еве да ни кажете вие официјално. Да, точно е дека во претходниот период, уствари претходниот викенд имаше проблем со делот кај Грашница. Тоа е долгогодишен проблем, нажалост, кој што се трудиме да го решиме и ќе биде решен со профункционирањето на новото јавно предпријатие колекторски систем, со кој што ќе се изврши санација на точно тој дел од колекторскиот цевковод и тие излевања сигурен сум дека нема да ги имат понатаму. И ние и овој викенд не застанавме, значи малтене 24 часа цел викенд бевме на терен. Вршевме согласување на протокол за да се изгуби тој излив тој испуст кој што се наоѓа во Грашница и успеавме и како што кажавте во корелација со Центарот за јавно здравје кој што во понеделникот зедоа анализи кои што анализи се уште официјално не се дозавршени затоа што сем хемиската престои и бактериолошка анализа, но соработвиме, се слушаме и свекни сме што тие резултати се далеку подобри од резултатите кои што беа. Која беше причината за излевање? Предпоставам временски услови, да. Имавме пообилни врнежи на дожд и често ни се случува ваква појава. Да, тој проблем е малце посложен, точно ради временските услови и ради мешаноста на атмосферската и фекалната канализација која што нажалост се уште во нашава општина е таква. И сите оние кровни површини, посебно од новите згради, добар дел од нив се директно врзани во канализационата место во атмосферската мрежа. Преголемата количина која што нажалост преку секундарната канализација влегува во колекторскиот систем и застареноста на самиот колекторски систем доаѓа до овие проблеми. Така. Сега, знам дека водоводната мрежа за која што вие директно се грижите во некоја солидна кондиција. Можеби не можеме да се пофалиме дека имаме перфектна водоводна мрежа и сосема нова, но сепак се одржува. Ама секојдневно на терен се соочувате со голем број дефекти кои што мора брзо да ги решите затоа што како што реков во летниот период посебно без вода не се може. Да. Како реагирате, каде ви се зајавуваат тие дефекти? Дали пред време може да се предвидат или сето тоа е работа на случајност? Дефектите никој нема да ги предвиди кога и каде ќе настанат. Еден дел од водоводната мрежа во градот се уште е доста стара, застарена и точно на тие делови се јавуваат и проблемите, дефектите, но затоа ние секојдневно и 24 часа можам да кажам дека постапваме по истите тие и ги санираме. Нажалост во денот, посебно вака во летниот период, кај што количеството на вода е далеку поголемо, можам да кажам и дупло во споредба со зимскиот период,
Најмалце 5 до 7 дефекти имаме секојдневно. И барем за сега успешно ги решаваме. Што потоа, значи, како оди приклучувањето на водоводниот систем? Колку брзо се враќа во кондиција? Зависно од дефектот. Значи, гледаме да што поскоро го решиме проблемот, затоа што, како што и вие кажавте, баш во овие летни периоди да се биде без вода е голем проблем. Кога вршите вие планирани некои санации на водоводниот систем, навремено известувате. Да. Како оди тоа, значи како е зацртано во вашиот Значи, статут? на сите предвидени нови приклучоци или поставување на нови водоводни линии во соработка со локалната самоуправа, ние благовремено ги известуваме преку електронските медиуми нашите корисници за да знаат да се снабдат за вода за периодот кој што го предвидуваме дека ќе трае поставување на нов приклучок или на нова линија. Секој пат работата на терен на работата на терен излегуваат и некои непредвидени работи, така да би замолил за разбирање доколку сат до 2 се закаснито до неви рок кој што ние го предвидуваме и го кажеме по електронските медиуми, но секој пат гледаме да што побрзо завршиме. Некако Охрид последниве години повторно имаме некоја урбана експанзија, значи интензивно се гради, а тие нови објекти нормално треба да добијат приклучок за вода и тогаш имаме рестрикција пак кај другите граѓани, а реагираат. Дали сето тоа може да се прави во вечерните часови кога помала е потребата, луѓето ги користат за одмор, помала е потребата за вода, или мора да работите дење затоа што навечер па и толку не е видливо што се случува? Не баш дека е така. Обично на лето во вечерните часови е поголема потрошувачката на вода. Да речам по навика, после враќање од плажа секој сака да се стушира, да се среди. И затоа ние и во текот на работното време, каде што повеќето од нашите граѓани се на своите работни места, помала е потрошувачката во тој период и токму затоа сакаме преку ден да ги завршиме тие нови приклучици. Иначе што се однесува до дефектите, значи работиме во 24 часа, можам да кажам. По се изгледа граѓаните кои реагираа кај нас за оваа тематика беа пензионери кои што цел ден кои што цел ден се дома. Добро, во секој случај, значи професионално си ги извршувате задачите, се во интерес на граѓаните. Каква е општата состојба во МЈП Проаква? Ова предпријатие е во фаза на поделба, значи почната е постапката и од разговорот што го правевме непосредно пред емисијата ми кажавте дека најверојатно некаде до септември сето тоа ќе заврши, ќе се подели, значи МЈП Проаква на 2 дела, на Охридскиот и Струшкиот дел, што беше интенција години наназад, а тука оди паралелно и постапката за државното јавно предпријатие за колекторскиот систем, се формира едно ново јавно предпријатие кој што ќе се грижи за одржувањето, а понатаму здравје Божи за изградба на нов колекторски систем. Докаде се, значи реков, овие работи можеби малку стагнираат во летниот период, но од наесен да очекуваме дека ќе имаме поделба. Не дека стагнираат во летниот период. Значи, кој што кажавте, согласно одлуките кои што ги донесоа советите на општина Охрид и на општина Струга и согласно одлуката на владата на Република Северна Македонија за прифаќање на тој делбен биланс, од МЈП Проаква ќе се формираат 3 нови предпријатија: Водовод Охрид, Водовод и канализација Струга и новото државно јавно предпријатие Колекторски систем. Постапката малце заета и во периодот од изборите, затоа што согласно законите на нашата држава немаше можност да тога се носат одлуки кои што требаше да се донесат за сето тоа да продолжи понатаму. Што се однесува до постапката, значи во моментов во тек е ревизија која што е неопходна заради сета таа поделба и од која што ревизија после тоа ќе произлезат ново формираните 2 и регистрирани во Централен регистар локални јавни предпријатија и нормално државното јавно предпријатие. Очекуваме дека сето тоа ќе заврши до средината на септември и тогаш веќе ќе може нормално да профункционираат
новото државно предпријатие и двете локални јавни предпријатија. Што се однесува за новото јавно предпријатие, то со одлука на влада од 12 декември 2018 се формира и на 27 декември истата година 2018 се регистрира во Централниот регистар. Избрани се органи за управување, имат управен одбор, надзорен одбор, ВД, директор и усвоен е статутот. Статутот е усвоен и од страна на генералниот секретар на владата. Во моментов е поднесена програмата и планот за јавни набавки до генералниот секретаријат на владата. Очекувам дека наредната среда и ќе биде усвоен од истиот. После тоа следи комисијата за економски прашања. Така да скоро при крај сме. На овај, можам да кажам, по трет пат покушување да се подели проаква и овај пат сигурен дека ќе се поделите. Инаку ВД директор сте токму вие Да. на ова ново јавно предпријатие. Да. Задоволни сте од ова ваша нова функција, затоа што има многу неизвестности околу колекторскиот систем, знаеме во каква кондиција се наоѓа и треба да се зафатите во коштец со еден голем зафат и залак. Значи, ова нова функција ми е предизвик, исто кој што ми беше предизвик и функцијата во моја проаква. Значи, исто како што јас пред да станам директор на моја проаква, размислувањето моје беше дека проблемот околу неисплатените плати и сите оние неподмирени обврски е во самите нас, дека не може да продаваш вода да немаш пари. После само година и 7-8 месеци можам да се пофалам дека во моја проаква земаме плата од 1 до 5 во месецот, што е многу ретко по фирмите кај нас во државава за тековниот месец. Усогласени се платите согласно законските регулативи за минимална плата. Нормално со самото покачување на минималната плата бевме обврзани да ги покачиме и останатите плати, затоа што дојде до изедначување на плати на работници од неисти категории. И со тоа се зголеми и фондот за плата, со тоа порасна и критиките дека наводно сме давале све само за плата, а ништо понастана, што не е точно. Доста од обврските кои што беа остарени преку спогодби, во кои што спогодби се или во целост или во еден поголем дел отпишани каматите кои што беа пресметани по однос на закаснувањето за плаќањето, негде околу 13 милиони денари имаме исплатено од тие неисплатени стари обврски. Како што кажав, платите се исплатени на ниво на цела проаква, значи немат каснење ни во Охрид, ни во струја, нити во колектор, без разлика што Охридскиот беше со 4 минусни плати, струга 10, колектор 9. Значи, општата состојба во Охридскиот дел на се уште моја проаква, за некој време и водовод Охрид, е добра и може да екзистира како само јавно предпријатие. Да, ќе може да екзистира, но ќе треба доста работа. Работа која што ние и во овој момент ја имаме почната, тоа е, значи, усовршување на самиот водоснабдителен систем, изработка на нови контролни и мерни шахти со кои што сакаме веќе наголемо да почнеме да ги намалуваме загубите кои што и сега се доста големи. Сакаме да најдеме начин како да ги откриеме и отстраниме дивите приклучоци, така наречените кражби на води. Имат доста работа, имат доста сега завршени проекти, имат проекти кои што се во изработка, со кои што проекти аплицираме во овие предпристапни фондови и можам да се пофалам дека доста средства до сега и добивме. Значи, во текот на ланската година 2018, по основ на наш проект, ни беа доделени од Министерството за животна средина 1 милион денари, со кои што се набавени 2 фекални пумпи за колекторскиот систем. На наш проект аплициравме во Агенцијата за рурален развој лани, негде околу 20 август. Се имаше програма за развој на рурални средини, со кој што проект ние аплициравме и пред нецели 2 месеци ги добивме 20 милиони денари.
Градоначалникот го подигна и решението за тие пари, аплициравме преку локалната самоуправа. Тие средства ќе ги искористиме за комплетно промена на пумпите и електриката во пумпната станица Метропол, Трпеца и Љубаништа. Со тоа сакаме малтене да ги преполовиме сметките за електрична енергија и нормално да го подобриме капацитетот на тие пумпи, затоа што моментално пумпите кои што се доста застарени и не го дават максимумот според тоа што се и предвидени. Уште еден проект кој што исто аплициравме повторно во животна средина годинава беше проектот за поставување на контролни регулациони шахти на територија на општина Охрид. Предвидени се 24 такви, целиот проект по вредност е околу 8,5 милиони денари. Од животна средина ни беше прифатен и за истиот ни се доделени 2 милиони денари. Сиве овие 23 милиони денари се грант, значи неповратни средства, кои што ние одма после летнава сезона, за да немаме проблем околу водоснабдувањето на граѓаните, кога ќе се намали повторно потрошувачката, ќе пристапиме кон изработка на истите. Дали веќе се споменува некое име кој ќе биде прв човек на Водовод Охрид? Јас немам слушната. Добро би било да биде некој внатрешен вработен или може да биде и надворешен некој кој што може би допрва ќе учи таа проблематика или пак некој што веќе знае па веднаш да проложи со овие проекти кои што ги споменавте? Обично ја работам својата работа и не ќе да се мешам во работата на другите. Работа за да постави нов директор е на градоначалникот, така да негово е правото како ќе размислуват и кога ќе поставите. Може би ќе бидете прашани за сугестија. Се надевам. Добро, ќе оставиме тоа да видиме времето. Времето ќе покаже, не е далеку септември. Да. Еве, веќе добро навлеговме во летото. Ни одмина и јули речиси. Да. Ќе зборуваме за новото јавно предпријатие Колектор, но уште малку за МЈП Праква, односно за Охридскиот дел од ова меѓуопштинско јавно предпријатие. Имате некаде околу 250-80, значи уште повеќе вработени. Ве прашав дали тоа е малку или многу. Рековте ако добро се организирани, бројката е доволна, но секогаш некако недостасува кадар кој што ќе работи на терен, а вашата работа е повеќе теренска отколку административна. И тука сакам да направам една паралела. Знам дека имавте една иницијатива, мислам дека се уште таа иницијатива се одржува, да стипендирате млади деца кои што се талентирани, кои што завршиле некои од стручните школи, например во ЕМУЦ Светинаум Охридски, кој што сака понатаму да студира и да се насочи на некоја струка која што кај вас е дефицитарна. Значи, од некои струки немавте кадар, не можеше ни да се најде затоа што во градов и немаше. Се уште го практикувате тоа? Да, значи, ние годинава не стипендиравме ни едно дете и ќе кажам зошто. Значи, беа пријавени само двајца ученици и двајцата беа во прва година од високото образование. Иначе струката која ќе обараме е градежна хидросмер. Одлучивме, без разлика на одлуката што имавме од управен одбор, да можеме да стипендираме и таа стипендија требаше да изнесува 10.000 денари месечно. Одлучивме да видиме сепак и тие двајца каков успех ќе постигнат во првата година. Така да од октомври натаму сум сигурен дека тие двајца кои што аплицира и поднесоа барање кај нас за да бидат стипендирани, доколку нивниот просек за првата година е добар, односно да се види дека сепак се заинтересирани за тоа што го учат, ние и ќе пристапиме кон стипендирање на тие ученици. Потоа се обврзани од кога ќе завршат да се вработат кај вас? Како да, значи според одлуката на управниот одбор, истите тие треба пута 2 пати од годините што се стипендирали најмалце да работат во МЈП. Значи ако 4 години сте ги стипендирали, 8 години треба да работат таму. Имавме заинтересираност и уште едно дете кое што беше попотекло од Куманово и кое што изнесе желба
дека ќе живеат во Охрид и посака да биде вработен, еднаш дојде уште еднаш не се појави. Не знам зошто, ние сега уште го очекуваме, затоа што од таков кадар, високо образован... А веќе завршен, има Па завршено? беше на крај, уште испит и пол имаше, бар така кој што кажа детето. Сега, дали не го има до завршено тој испит или не знам, уште еднаш не дојде кај нас, не исконтактира. Иначе беше дојден со еден од неговите родители, кај кои што исто така потврдија дека саќаат да се преселат во Охрид и да живеат во Охрид. Исто така имаме недостаток, без разлика што примивме доста договорни за позициите кои што се теренски работници, физички работници, уствари работници кои што со тек на време ќе го научат занаетот, водовоџискиот занает, но такви никогаш доста, затоа што доста и од старите кои што се на овие позиции се веќе пред пензија и спротивно од оние канцелариски работници кои што беа за пензија и продолжија, ја искористија можноста за продолжување, а не малце, 23 беа такви. Овие за минвето уште не е дозавршено, значи ги користат одморите пред тоа и малтене 2 месеци пред датумот за стапување во пензија си заминуваат. Тоа е разлика во тешкотијата на работните задачи кои што ги извршуваш. Некој сака да остане што повеќе, а некој што побрзо да си оди на заслужено пензионирање. Добро да видиме како ќе се одвиваат работите во МЈП Браква, но реков паралелно со тоа се одвиваат работите и за формирање на државното јавно предпријатие колекторски систем. Сите знаеме во каква кондиција ни е колекторот. Некои делови од градот воопшто не се покриени, некои се покриени, ама како да не се покриени. Критични точки знаеме дека се точката кај Далјан, исто така кај плажата Голден Бич и тука има доста проблеми со колекторскиот систем. Ми рековте дека ќе аплицирате преку ИПА фондовите за добивање грант за да се изгради нов колектор. Но за тоа дури 2020. Значи имаме време. Што до тогаш? Значи до тогаш по одлуката на владата за да го превземит колекторскиот дел од МЈП Браква заедно со севработените и по прифаќањето на делбениот биланс кој што беше изработен од наша страна, а во кој што делбен биланс доста од обврските кои што во моментов ги има МЈП Браква ги презема владата, обезбедени се уствари со ребалансот за 2018 септември или октомври месец, мислам дека ќе се деси тоа. Предвидени се средства за првична санација на колекторскиот систем и не мали, значи точно 4 милиони 200 илјади евра се предвидени за таа првична санација. Со таа санација е предвидено да се изврши првично пречистување точно на овие најкритични места, како што споменавте, делот кај Горица, од Синдикални до Парк и делот од Далјан до Сатеска, до после Подмолје, значи до препумпната станица Сатеска, или негде околу 5 до 7 километри. Делови кои што со студијата Џајка се снимени и делови каде што се најдени големи запушувања од корења, кои што се обраснати во самиот цевковод ради негови недобри споеви, навлегување на истите, пробиени цевки, делови кои што многу го отежнуваат протокот на фекалијата низ цевководот. Истото се случуваат и, кажав, и кај Далјан до Сатеска. После тоа е предвидено да се постави цевка во цевка, значи без нималце копање, да се санираат тие проблеми. Точно е дека некои 10 мили до 20 мм ќе изгубиме во пресекот на цевките кои што се, но со зголемување, со намалување на вискозноста и зголемување на протокот, тие 20 мм ќе ги добиеме, да речем математички пресметано.
но сепак ќе добиеме и големо намалување на продор на подземните води на тој дел, затоа што покрај тоа што се уште не е одделена во целост атмосферската од фекалната канализација, недобрите споеви, дотраеноста на цевководот на колекторскиот систем овозможува големо навлегување на подземните води, кои што е доста големо количество и кое што доста ни прави проблеми и при транспортот, но и при процесот на преработка на таа фекалија. Во пракса, односот за нормално функционирање на колекторскиот систем, заедно со пречистителната станица, односот на чистата вода и фекалијата не треба да биде поголем од 4:1. Во моментов е преку 8:1. И каде тоа се влева? Се влева во реката Црни Дрим, Од Црни Дрим во Охридското езеро. А нажалост, во одредени дожливи периоди, кај што имаме големо количество на точно тие атмосферски и подземни води и на одредени делови од Охридсково езеро. Зошто ова се што пред малку го елабориравте не можеше да се направи досега? Немавте пари? Која беше главната причина? Многу тешко прашање. Факт е дека имало проблем со финансиите, по тоа што и го кажав, касневме многу плати. Но уште поголем факт е дека сепак треба да има заинтересирано за работата, за сето тоа да се направи. Значи, кога ние дојдовме во МЈП Проаква како раководен тим, што се однесува до колекторскиот систем, едва и по една полжна пумпа најдовме која што и со последна сили функционираше на препумпните станици. Се зафативме да санираме нормално во можностите според финансите кои што ги имавме и можам да се пофалам дека до Сатеска нема препумпна пумпа каде што немаме најмалце 2 полжни пумпи кои што во моментов работат. Сатеска немаше ни една, па репариравме една полжна пумпа, нормално редукторот и сите тие работи на незе, и таа од март месец која е пуштена во погон една секунда не е исклучена досега. И можете да замислите колкаво е тоа оптеретување. Во моментов работиме на санација на вториот редуктор, на втората полжна пумпа. Да биде трагедијата поголема точно на Сатеска, од 4 такви полжни пумпи, 3 биле од донацијата од Швајцарска амбасада во 2013 година, нажалост не ни постојат веќе таму. А каде се? Веќе се извадени за да се носат на репарирање, на санација, за дотурвање на улје, се изгорени, Од упропастени. 2013 до 2019 нема многу години, значи. Па нажалост и во 2017 кога дојдовме не ги најдовме. За нецели 4 години 13 такви редуктори, 13 полжни пумпи. Имате сознание сега каде се наоѓаат? На Тие вистина се се на репарација или извадени се за се да уште се репарират колку години веќе? Не, ние ги извадивме. А вие ги извадивте? Да. А беа упропастени. Има спас за нив или тешко? Нормално дека имат, зависи значи кој е порано, кој е подоцна, затоа што некои се толку оштетени што во целост требат нови. Сето ова директно влијае врз состојбата на Охридското езеро. Актуелна тема целова лето, секогаш била актуелна, но летово уште повеќе потенцирана е статусот на Охрид, дали ќе биде под заштита на УНЕСКО или не. Значи во препораките кои што се дадени за при последната посета на комисијата од УНЕСКО стои дека мора да се стави во функција колекторскиот систем. Како смеевме да се доведеме во ситуација да го загрозиме до таа мера, значи Охридското езеро, со кое што сите сакаме да се гордееме и се фалиме, но не се грижиме за него онака како што треба. Како сме дозволиле, не знам. Па, Можам само да предпоставам. Па не, дали еве конкретно да го
конкретизирам Знам прашањето, само- дали ќе има некакви реперкусии кон луѓето кои што затаиле за да се води грижа и за колекторскиот систем и за заштитата на Охридското езеро. Јас секој пат кажувам дека Мора некој да сноси веќе некаква одговорност. Во држава имат институции кои што треба малце да се занимаваат со тие работи, кој грешил, кој не постапил или било што. Ние како поединци не сме тие. Еве сами Ние кажувате сме- дека толку 8 пумпи не биле во функција малтене 13. 13. Уште Полош. полошо, да. Значи, јас можам да кажам дека со сета снага и сето знаење сме сега навлезени во решавање на проблем. Факт е дека нашето езеро не е само наш бисер, него е бисер на Балканов. И уште поголем факт е тоа што и статутот за УНЕСКО, една од работите кои што треба да се санират е точно тоа. Ме радува фактот што има голема заинтересираност од страна на владата и министерствата незини ресорни, поточно од Министерството за животна средина ми е веќе посочено дека од 1 јануари 2020 ќе стапи во сила ИПА 3 програмата, во која што програма се предвидени големи средства, односно за секој еден проект поединечно се предвидени над 50 милиони евра. И веќе од сега ни е кажано да работиме на проекти со кои што проекти ќе аплицираме на таа програма. Точно е дека пред година до две ќе треба за оценување на проектот и би сакали одобрување на истиот за комплетна санација, не него комплетно нов колекторски систем на територијата околу цело Охридско езеро и од македонска и од албанска страна, и ми е кажано дека што повеќе области се врзат, то побрзо и подобро ќе биде за одобрување на проектот. Јас веќе стапив во контакт со двајцата градоначалници на Охрид и Струга и веќе имам закажано средба и со градоначалникот на Дебарца, каде што селата кои што во моментов не се врзани на колекторскиот систем да се планира да и тие се поврзат, така да во целост овај дел околу езерото и сливот во езерото да биде целосно заштитени, сите тие отпадни води да бидат прибрани, спроведени во колекторскиот систем, прочистени и сврлени во реката Црнидри. Искрено, кога размислувам на ова тема, дури се чудам како езерото е во вака релативно и добра состојба, значи квалитетот на водата, земајќи во предвид пак во каква состојба е колекторскиот систем. Може би имаме среќа што езерото само си се бори за себе, има моќ на само прочистување, но треба и ние да му помогнеме конечно. Да, треба ние многу да му помогнеме, без разлика Не што... само бенефитите од неговото постоење да ги користиме, да. туку и да се грижиме за него. Да, како што кажуват постарите, ова е живо езеро. Со толку многу извори преку целото, толку реки кои што и се движат низ самото езеро, значи имаат систем на само прочистување и ние сме среќни што е така со негрижата наша која што досега била. Ова јавно предпријатие ќе биде финансирано од државата? Не, ова јавно предпријатие ќе е само финансирано. Значи, делот за колекторскиот систем кој што и сега се плаќаат во сметките за вода, ќе се оддели исто како делот за канализација што се оддели од сметките за вода и ќе биде само финансирано. Колку е тоа? Колку изнесува? Граѓаните некои знаат, некои не знаат, ја плаќаат сметката како целина, значи не клаваат многу Во моментов дикат, што би рекли охриѓани, Да. за што се плаќа. 16,7 денари е метар кубен. И мислите дека тоа ќе е доволно за да ова јавно предпријатие, мислам средствата од сметките, од каде се од друго место ќе се финансирате? Не мислам, сигурен сум дека за почеток и овие средства кои што ги обезбедуваме се ќе бидат доволни за нормално функционирање на тоа предпријатие, но без разлика што не е почнато со активно работење, ние веќе изработуваме проекти со кои што сакаме да го подобриме и функционирањето, и одржувањето, и нормално инвестирање во самиот тој колектор, уствари на тамошното одржување на колекторскиот систем. Колку луѓе ќе бидат таму вработени? Во моментов се 60 вработени во делот за колекторски систем, истите ќе бидат превземени од страна на новото јавно предпријатие. Ќе има нови вработувања?
Нормално дека ќе имат, затоа што првично тие 60 има некои 10 до 15 кои што се на година-две пред пенсија. Има доста недостаток повторно на тој теренски технички кадар кој што точно треба да врши обиколка и секој деневен мониторинг на препумпните станици и на целиот цевковод. Ќе имат потреба нови вработувања, но сето тоа ќе зависи од кондицијата на предпријатието. Со сигурност можам да кажам дека нема да се дозволи да то ново предпријатие се самоуништите. Само да нема онаква кондиција каква што во моментов има колекторскиот систем. Сега малку ќе ве одморам со една пауза за реклами, малку вода и продолжуваме да зборуваме повторно за водата и околу водата. Кам, постојано ниски цени. Домат 1 килограм 46 денари. Кравио кисело млеко 400 грама 19 денари. Пилешки медальони со сирење 480 грама 85 денари. Свеќа цитронела 170 грама 59 денари. Кам, купувај мудро. Италијански квалитет, разновидни и динамични, внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау центар ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florin. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау центар, улица Железничка број 3, 046 258 285. Бако, 6 години во Охрид. Вашите омилени зрнести јаткасти производи, сушено овошје и здрава храна. Досега можевте да ги најдете во нашата продавница на самиот влез во Охридската чаршија, а од сега само неколку метри подолу. Отварањето е овој викенд. Бако не само што ги прави нештата на вистински начин, туку ги прави вистинските нешта. Бако, вкус што не се заборава. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Доколку вашиот душек е постар од 10 години, веќе го делите со лошо друштво, како што се прашинските грини, кои предизвикуваат алергии и го прават душекот потежок. Време е да мислите на вашето здравје. Променете го вашиот стар душек со нов од Дормео. Ние ви даваме и вредносен ваучер од 2000 денари и 4000 денари за купување на други наши производи по ваш избор. Променете го на секои 10 години. Нараѓајте веднаш. Викенд акција во Миса Маркети.
Хепи влажни марамици, 3 парчиња 79 денари. Милка сладолед на стапче, 6 парчиња 129 денари. Елефант переци 70 грама 22 денари. Јафа сок од портокал 2 литри 69 денари. Базарете со мерак, ваши миса маркети. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Ние се освеживме малку со вода испитана, значи по сите стандарди, наша вода, да, квалитетна. Инаку Владимир Алексиовски, мој денешен гостин, директор на МЈП Проаква, за оние кои што можеби подоцна се вклучија гледачи. Мислам дека добро знаат веќе охриѓанисите, добро се познаваме, но сепак мој ред е да ве представам уште еднаш. Многу пати елаборирано прашање дали охридската вода за пиење е најскапа вода во Македонија. Сте давале изјави на оваа тема и вие и вашите претходници. Се испоставува дека не пиеме најскапа вода, но еве од пред известно време, колку години веќе има, регулаторната комисија Први 2018. Се грижи за одредување на цената на водата. И, како што кажавте вие, пред тоа го правеше општината, односно советот, и вака може би е и подобро, затоа што така се зема во предвид некои други елементи и ситуации, за да се излезе на некој начин во пресред на граѓаните, а при тоа занемарувајќи ги пак потребите на јавното предпријатие. Сега, колку е реална цената која што моментално имаме, која цена ја плаќаме, дали ќе доаѓа до зголемување на оваа цена и кога ќе има, ако има такви корекции? Значи, како што кажавте, од 1 јануари 2018 моравме да постапиме согласно решението на регулаторна комисија. Со тоа решение регулаторна комисија не задолжи да ние ја формираме цената по основ на препораките кои што ни ги даде регулаторна комисија, кои што беа направени согласно пресметките кои што биле побарани од 2016 година во сите јавни предпријатија, во сите општини кои што има над 10.000 жители. Таква сме и ние, така постапиле и тогаш во МЈП Проаква. И сега во овој момент можам да ви кажам со сигурност дека исправно постапиле, затоа што во овој период ние сме должни, сите кои што пристапивме кон тие цени од 1 2018, сега имаме за обврска да дајме извештај што све сме постигнали и сме направили откако настапила таа цена. И извештаите кои што во моментов ги приготвивме и ги пративме во регулаторна комисија, се гледа дека многу точно и многу исправно било постапено. Значи, во целост биле прикажани сите оние предности и мани на предпријатието во тој период и ние отстапиме со некои 4 до 7% од тие цени, од тие математики тогаш, по основ на зголемување на количество на фактурирана вода, која што тогаш не била, и некои разлики во негатива по основ на плати. Значи, повторно ќе кажам, многу е за мене подобар овој начин на правење на цената. Првото решение кое што го издаде регулаторна комисија беше за период од 2018 до 2020, во која што она што ми рековте дали ќе имат поскапување, предвидено беше да, како што сега во мај месец имаше од 0,16 дени, во 2019 да имат уште едно такво мало поскапување, но не значи дека ќе биде така. Очекуваме сега според извештајот кој што ние го даваме према регулаторна повторно ќе постапи
По тој извештај повторно ќе ги разгледат сите оние резултати Ќе и утврди дали анализи, има затоа што оправданост за затоа такво што покачување. малтене цела студија е работава која што ја даваме во регулаторна комисија. Дали ќе имат или не, ќе кажат тие, не верувам дека ќе имат, затоа што ви кажав дека негде 4 до 7% одскоквиме од предвидените и од нив поставени вредности, мислам дека ќе остане нова. Кратко, каква е состојбата во струшкиот дел и дали се санира дефектот? Пред една недела имаше дефект на трафостаницата која што е кај Шум, од каде што пак се снабдува речиси цела струга со вода таму, пречистителната станица се наоѓа, значи дали сето тоа се санира, ставено е се во функција и Стружани знаеме дека во летниот период многу често има рестрикции на вода, а и квалитетот на вода варираше во одредени периоди. Ме радува фактот што моменталниот раководител кој што е од 6 месец лани поставен на струшкиот дел, господинот Јетон Шакири, доста амбициозен, доста чесен, вреден и тимот кој што го направи околу него доста заангажирани околу решавање на проблемите на струшкиот дел. Како што кажав и предмалце, и тие по однос на платата исплаќаат плата за тековниот месец. Проблемите ги решаваат секојдневно и вод, како што се појавуваат. Проблемот кој што го кажавте со громот и трансформаторот кој што изгоре кај Шум, уште во текот на наредниот ден беше променет и веќе е саниран. Зголемен е процентот и на фактурирање и на плаќање на тој дел, што искрено многу ме радува. Така да во чекор не пратат кој што работиме во Охрид, така и Стружани ќе почнеат да работат. Значи, ако порано пред, не знам, 20 на 30 на години, беше на некој начин посакувана работа да си во дел од тимот на Маја Папраква. Тогаш не знам дали беше Маја Папраква, може би беше само водовод. Точно пред 20. Така, значи го погодив тајмингот. Потоа еден период некако со жалење ги гледавме луѓето кои што работеа таму, затоа што задоцнето примаа плати, придонесите со години не беа платени. Сега може да се каже дека е добро да си работен во ова предпријатие. По самото на што ви кажав дека 23 ја искористија можноста да не одат во пензија, кажува све. Така. Господин Алексиевски, морам да ве прашам, актуелен бевте пред месец дена, ве прозваа со име и презиме. Да. Политиката меша прсти на секаде. На еден прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН излегоа со податоци дека 1 милион денари јавното предпријатие Проаква потрошило за репрезентација, односно репрезентативни трошоци. Вие дадовте некое објаснување тогаш каде и како се потрошиле овие пари, но еве, сакам за гледачите на Лупа уште еднаш накратко, каде се потроши овој милион? Што се јадеше и пиеше толку? Вака ќе ве исправам, значи беше кажано дека сум потрошил 1 милион денари за ручеци, не за репрезентација. Така, затоа кажувам дека многу поблаго го кажавте. Добро, сакав малу да е и по културен начин, ама ете на крај ве прашав што толку се изеде и се пијаше за тие пари. Јас како што излегов, а бев приморан да излезам, не сакам да одговарам на сите оние невистини и малце повулгарно ќе кажам глупости кои што секој има право во денешницава да ги кажете и да ги напишете. Прво од старт, сумата од 1 милион денари е заедно 2017, 2018 и 2019. Нажалост, за иницијаторот на сетото, заборел дека 2017 јас дури на 17 ноември стапив на функцијата ВД директор на МЈП Проаква. До 17 декември негде трчав по банки да депонирам подписи, да отворам сметки и сите тие работи.
Јас дури на 18 декември за прв пат отидов во пречистителната станица во Ложани и во моментите кога му се извинав на вработените затоа што после 3 недели ојдов да ги видам и му кажав зошо, бев потапшан по рамото и ми беше кажано уживај 18 години, директор немаме видено овде. Значи, ако сум успеал негде околу 400.000, мислам дека се 2017 за 10 дена да ги земам, блазеси. Значи, не е точно, од старт тие средства не се мои, а останатите од 600.000, да, се, но не се за ручеци, само за ручеци. Имат и ручеци во сетото, гледаме да шо помалце ги користиме истите и луѓето, уствари, оние кои што ја направија и таа изјава, дали не знаејќи или намерно ги изоставија податоците дека во тие вредности се и сендвичите за прековремено работење на работниците, дека во тие средства се и комуналијадите кои што се организират, дека во тие средства се и спонзорството наше за водици, дека во тие средства се и донациите кои што почнавме да ги даваме за, нажалост, за потребите на лечење. Ето, можам да се пофалам дека годинава стипендиравме, не него помогнавме еднократно на наш сограѓанин кој што е ученик во 3-та година во средното училиште Јахја Кемал, кое што на државно ниво имаше освоено прва награда за проект од нашата област за вода за пиење и отпадна вода и кој што побара помош за учество на меѓународен светски надпревар во Кенија, не знам кај беше, и го помогнавме со 60.000 денари и можам да кажам дека тоа детенце освои 3-то место на светското надпреварување. И се гордеам што му помогнав и се гордеам што истаде такви резултати. И јас, како што кажав и по електронски медиуми, сакам и овдека да кажам. За сите оние кои што мислат дека сум мизел толку, лично јас, и дека тие пари се потрошени само за ручеци, и дека наводно сум носел фактури од не знам каде и не знам зошо, без разлика на тоа што функцијата ми дозволува да го правам, тоа не го правам. Секој еден кој што и малце се сомневат во сите тие работи, нашето сметководство е отворено. Дали ревизии, дали финансови инспекции и било што, слободно, во секое време можат да дојдат и да видат дали е тоа така. Јас на новинарот кој што ја изнесе таа лага и невистина, преку мојот адвокат му пуштив опомена пред тужба и мислам дека уште 2 дена му остана за јавно да се извини, а после тоа ќе следи тужба. Не за нешто, затоа што респектот не се плаќа со ништо. Дали од вакви слични ситуации, притисоци, се релаксирате преку фудбалот? Да. Председател сте, еве, да конкретизирам, председател сте на фудбалскиот клуб Лихнидос и за прв пат после колку 7-8 години да влезе во втора лига. Јас искрено не ми е нешто близок спортот, но како што кажавте вие дека тоа е успех. Да, значи постигнавме голем успех. Постигнавме она што го посака од нас и заеднички со нас го правеше, нажалост, сега покојниот Јован Стојановски, градоначалникот поранешен. Значи, нашата, односно неговата замисла, беше да ние формираме клуб во кој што клуб ќе ги згрижиме сите охридски деца кои што во тој момент беа насекдека во државава наша по разноразни клубови, а не кај нас. Почнавме од 3-та лига, ја освоивме 3-та лига, ја освоивме со 16 бода разлика. Уште после 6-тото коло во пролетниот дел ние веќе бевме озваничени за шампиони во 3-та лига Запад. Сега се појачавме со одредени играчи кои што ни недостасуваја, а можам да се пофалам дека имаме доста млади и перспективни играчи кои што виќе под диригентската палка на Драган Бочевски
Сигурен сум дека ќе израснат во големи играчи, сигурен сум дека ќе израснат во играчи со кои што не само Охрид, него и државава ќе се горди. И сигурен сум дека ќе бидеме изненадување во втора лига. Финансиските средства не верувам дека ќе ни дозволат да уште одма ја скокнеме и втора и завршиме во првата лига. Имаме помош од локалната во границите на што може, но не е доволно за да можеме да рачунаме за прва лига. Сакаме и замолуваме на помош од сите кои што мислат дека можат да поможат, а за возврат, ако требите неделно, ќе даваме извештај каде се потрошиле тие пари, за што се потрошиле, затоа што моментално во управниот одбор и во органите на управување на фудбалскиот клуб работат честни и заинтересирани луѓе, кои што го саќаат спортот, кои што произлегле од спортот, односно произлегле точно од фудбалот. А кеф ми е што после 8 години градов повторно добива второлигаш. Овој град е желен за спорт, овој град е желен посебно за фудбалот. Се надевам дека ќе успееме, без разлика што наидуваме на проблеми и пречки за реализирање на тие милион евра донации од УЕФА преку Фудбалската федерација на Македонија за да изградиме нова трибина на градскиот стадион. Вистински со срце влеговме во сето ова. Од една страна, од друга страна, точно ми е релаксација не само мене и на останатите од сиве овие, пак ќе речем, извинете, вулгарен глупости што се дешаваат околу нас. Благодарам за учеството во Лупа. Немој да не оставите без вода. Не, нема шанс. Летово никако, ама и преку цела година, навистина без вода не се може. Да, немат без вода и гарантирам дека до наредната летна сезона нема да ги имат и овие проблеми од типот на колекторов што моментално ги имаме. Сигурен сум во тоа, затоа што за првичната санација веќе имаме изработено и проект и чекаме да се префрлат средствата за да се почне тендерската постапка. И сигурен сум во нас, сигурен сум во локалната и во централната власт, која што повторно ќе кажам најде големо разбирање за Охрид. Благодарам уште еднаш, а да видиме дали ќе биде тоа така. Тука ќе ви закажам уште некое гостување наредно. Благодарам. Благодарам.